Драги мои водени знаци, добре дојдовте на Унавунтаро страницата. За вас денес ќе се очитуваат енергии, смирници кои што ќе бидат по хороскопски знаци, па стриктно водени знаци. Ракови, добре дојдовте на Унавунтаро страницата. За вас смирница за ден 17.12.2025 година. Па да видиме ракови што ќе ви донесе овој ден како смирница за настан, случка, моментална ситуација, енергија, љубов или пак нешто битно за вас. Ајде да видиме како ќе резонира овој ден. Седум купови, 4 штапови и енергија кралот на пентаклите. Денеска, драги ракови, ќе имате понуда за ваша инспиративност, за ваша манифестација. Понуда или пак понуди за подпишување договор за нека битна ваша работна енергија или пак да бидете во ваша енергичност, да воспоставите контакт со кралот на пентаклите. Ова е таткова фигура или пак енергија која што води фирма. Оваа персона е премногу работна енергија во материјализмот. Оваа персона е премногу продуховена и е премногу стабилна во материјална стабилност и сигурност. Оваа персона ќе ви понуди добра смер или пак ќе ви понуди или пак ќе добиете повеќе понуди од претходниот период што сте ги добивале, но не сте знаеле како да воспоставите контакт или пак дали да подпишете договор за ваша соработка со кралот на пентаклите. Ова е корпоративна енергија каде што и ќе ви се понуди работа, работна сигурност, работна можност за вашите инспирации кои што сте ги давале во претходниот период да бидат подпишани на хартија, каде што и ќе имате заслужна прослава за донесување на битна и важна одлука по повод енергија, дали ќе биде тоа подпишување на договор за соработка, дали ќе биде подпишување на договор за комплетна работна енергија или пак за материјална стабилност. Енергија да доколку сте добиле можност или пак сте се информирале за повеќе енергии, за ваши инспирации кои што ќе треба да се подпише договор за подкревање кредит, доколку се работи за кредит, драги мои ракови, денеска ќе го направите токму тој енергетски дел, ќе подпишете договор за подкривање кредит, каде што и ќе бидат вашите инспирации исполнети во некоја енергија која што се надевам дека вие ќе ја знаете добро да ја завршите во една убава енергетска вредност, а тоа ќе биде стабилна енергетска материјална добит. Ајде да видиме и универзумот што ви порачува за денеска, драги мои ракови, со знак и подзнак. Простете на некоја ситуација која што не била во можност да се случи, енергија да си простите сами на себе, затоа што се надевам дека сега ќе ги гледате појасно и подобро работите во некоја енергетска вредност, каде што и изборите се на маса за вас, енергија на ваши инспирации, кои што денеска некој ќе подпише договор за склучување договор или пак ќе подпише договор на парче хартија кој што ќе треба и да си простите сами на себе или да простите на некоја персона спроти вас која што и ве ставила во можност да причекувате или пак да не бидете доволно активни за овој договор, за да можете да се стабилизирате на материјално поле. Ракови, Јас ви посакувам еден успешен и среќен ден.
Прославете затоа што денеска го потпишувате најбитниот дел во вашиот енергетски, материјален свет. Шкорпии, добре дојдовте на Уналун Тарот страницата, денешна смирница за 17.12.2025 година, па да не должиме премногу, драги мои шкорпии со знак и познак, да видиме каква смирница ве очекува за денешниот ден. Превземете енергии и акции кои што ќе бидат во зададени ситуации, можности, одлуки, да доживеете пресврти на настани, па да видиме каква смирница ќе ви дадат тарот картите. Осум штап, 8 мачеви, енергија 7 мачеви, енергија смрт или пак ваша енергија, драги мои шкорпии. Ова е крај на една моментална ситуација или пак транзиција, или пак влегувате во една огромна транзиција каде што и оставате ситуација која што сте биле во моментален затвор, енергија каде што и ќе треба да се раскрстите со персона која што е до вас блиска, може да има ваздушен елемент, енергија каде што оваа персона ве предала и издала, играла игрици без граници, енергија каде што и вие влегувате во една ваша асертивна енергија, ќе ја расчистите оваа ситуација, ќе се раскрстите со оваа персона и ќе ставите крај на случка која што веќе се случила во минатиот период. Енергија да влегувате во ваша транзиција, енергетска вредност која што вели смртта ја ставате како крај, ја усмртувате оваа енергетска вредност со оваа персона која што ве ставила во огромна блокада, која ве блокирала и на материјално и на енергетско ниво, и вие тоа го знаете, но денеска, драги мои шкорпии, вие ќе превземете една огромна акција, а таа акција ќе биде ваша транзиција. Ќе ја транзитирате, ќе ја преобратите енергијата во нешто многу подругачие. Енергија каде што затварате еден циклус со оваа персона и повеќе нема да го отворите. Оваа персона ја ставате во заборав и влегувате во една транзиција каде што и ќе се посветите на самите себе. Ајде да видиме што сака универзумот да ви порача. Една година од сега. Значи, оваа ситуација се случувала една година претходно, но ќе се транзитира во една многу подобра ситуација каде што и ќе влезете во своја суштинска енергија, затоа што оваа ситуација не е така лесно да се транзитира или пак да се затвори. Моментална ситуација каде што денеска носите одлука да затворите оваа енергетска вредност. Една година од денешното исчитување на овие смерници од тарот картите ќе биде во ваша енергичност да ја затворите комплетно и да влезете во своја транзиција, во своја енергија, каде што и ќе се рехабилитирате и нештата ќе ги поставите на свое место, драги мои шкорпии. Стрекно, шкорпии. Драги мои риби, мои интуитивци, со знак и подзнак, денешна смирница за 17.12.2025 година. Па да видиме каква смирница ќе ви донесат тарот картите за денешниот ден, каде ќе треба да обрнете внимание и да видиме какви случувања ве очекуваат денеска, сегмент на енергија која што тарот картите ќе ви ја најави за ваше утемелување, за ваша
реакција и акција. Ајде да видиме. 9 мачеви, кралот на пентаклите и кралот, витезот на пентаклите и кралот на пентаклите. Драги мои риби, вие сте во енергија да се одредите за ваша материјална сигурност и слободност. Но ова одредница кој што ќе ја направите под моментална енергетска вредност, а тоа е 9 мачеви. Ова е кармична лекција која што ќе мора да ја научите и да ја затворите. Моментална ситуација каде што и се исцелувате во ваша енергетска вредност, каде што сте анксиозни, депресивни. Енергија каде што не ви се даваат шанси да просперирате во вашиот енергетски дел, а тоа е на ваша материјална стабилност. Денеска, драги мои риби, ќе имате можност да стапите во контакт или пак да се одредите за ситуација која што вели кралот на пентаклите. Може би е таткова фигура, ваша таткова фигура, или пак енергија да стапите во контакт со машка персона која што е земјен знак и да направите една убава конверзација која што ќе вели да како да дојдете и како да бидете во енергетска вредност, како да се одредите за да дојдете во ваше изобилство, а тоа ќе биде материјално изобилство, стабилно изобилство, кое што ќе треба да ви овозможи еден либерален и една слободна енергетска вредност, а тоа е ваша материјална слободност, да транзитирате во една огромна моментална ситуација која што се надевам дека ќе се одредите, но претходно да земете добар смер од оваа персона која што ќе конверзира со вас, ќе направите добра конверзација, ќе направите стабилна енергетска вредност која што оваа персона премногу е во енергија, работен однос, пари, материјалност, знае да ги заработи, знае да биде во енергетска вредност, каде што и кралот на пентаклите е најстабилната енергетска, материјална таткова фигура во тарот картите, каде што и неговата енергија е во изобилство. Енергија изобилство, материјално изобилство. Ајде да видиме што ќе ви порачаат овие ангелски карти или пак универзумот за вас како сметница за денеска или пак совет, каде треба да обрнете повеќе внимание во донесување на одредница за вашата материјална сигурност. Драги мои риби, вие сте во една енергетска моментална ситуација која што обработува карма. Верувајте. Драги мои риби, вие треба да верувате на вашата интуиција, на се она што ви доаѓа како енергетска интуиција од универзумот. Драги мои риби, поверувајте на кралот на пентаклите, затоа што е најстабилниот крал на пентаклите, кој што ќе биде во енергија да можете да се одредите и да дојдете до ваша енергетска вредност, а тоа е стабилна, материјално изобилство, кое што се надевам дека ќе ја прифатите оваа конверзација со оваа таткова фигура која што е и најстабилниот крал во тарот декот. Поздрав, риби!